Добар, убав и среќен ден, драги наши пријатели. Секој ден другаруваме заедно во работните денови од понеделник до петок во вообичаеното време на Пладне. И секако си разменуваме рецепти, вие што ќе ни ги испратите, ние ги подготвуваме и ние ви даваме идеи и вие на нас ни давате идеи. Еден голем поздрав од комплексот Златно буре Кучково, подготвени со екипата на Вкусот на традицијата за токму новиот рецепт на денот. Драги мои, за денеска ќе ви направам и овој рецепт за сите љубители на манџи. Нели понекогаш сакате нешто ново, дојаденови, од компир манџа, од грашок манџа, од боранија манџа, од ѓувеч, од ориз манџа и така натаму. Нешто што постојано го има во маркетите, на витрините каде што се наоѓаат тестенините. Тоа се њоките. Порано било илузија да се најде такво нешто, а сега ги имате секој ден и секаде. Ова е позната тестенина од италијански традиционален рецепт, но кај нас веќе се одомаќинети. Затоа што се прават многу едноставно, тестото се прави од варен компир или за индустријска обработка, да кажеме дехидриран компир пире со комбинација со пченично брашно и се замесува тесто, но понекогаш кога ги правите домашни свежи, се става и едно јајце внатре. Забележувате дека сите њоки имаат рецки од озгора. Тие не се случајно поставени така, туку подобро да го земат сосот. А јас денеска ќе ви направам манџа од њоки, која што е македонска, со сите македонски матракуки внатре и толку е сладко оваа манџа, еве ви една идеја за промена. За да ја направите оваа манџа, вас ќе ви биде потребно масло по потреба, 50 грама путер и масло околу 4-5 супени лажици за комбинација, една главица кромит, 400 грама мелено телешко месо јунешко, еден морков, неколку чешниња лук, 2 коцки за супа, 250 мл хопла, половина китка макдонос, од зачини ловоров лист, малку мајчина душичка, црвен пипер, бибер, мешан сув зеленчук, сол и околу литар и пол, може би и повеќе, вода. Ајде да преминеме на работа. Го ставаме маслото и го ставаме путерот. Путерот се става за манџата да има покремаста структура. Веднаш го ставаме кромидот и морковот. Ето така, кромидот и морковот заедно. Да се испржат. Тука ќе додадам бибер. Ќе додадам малку мешан сув зеленчук. Малку сол. И во потребните состојки ни требаат 3 децилитри томатело, салца, рендан патлиџан, што и да имате. Него го ставаме при самиот крај. Ете така. Ако немате путер, направете го само на масло. Така. Сега ќе ставам и малку мајчина душица. Така. И 2-3 ливчиња ловоров лист, но него ќе го ставам малку подоцна.
Ете така. Кромидот е убав, свеж, полн со вода и гледате дека на него не му треба многу пржење, за морковчето ситно е насечкано и секако ќе се вари после и ќе си биде супер. Сега ќе го ставам и месото и лукчето. Така. Супер. И ќе внимаваме да не ни загори лукчето и го додавам месото. Значи, најубаво е само со јунешко месо. Сега ќе оставиме да се испржи убаво месото, затоа што њоките ќе ги додадеме сосем на крај. Затоа што на нив не им треба многу варење. За 5 минути се готови и кога ќе ги видите испливани горе, и они се баш во големина како едно залче или во превод што значи кнедличка една, тогаш манџата е готова. Но најубави се да ги направите домашни. Значи, ќе сварите компир, компирот ќе го испасирате, ќе додадете брашно и едно јајце и сол, толку. И ќе ги оставите да одморат, да се подзасуши малку тестото и правете мали кнедлички од тестото и зарецкајте ги со ноженце од озгора и супер. Веќе ќе имате домашни њоки. Сега нека се испржи убаво месото. Еве и мефцето ни е добро испржено. Сега ќе додадам вода и неколку ливчиња ловоров лист. Така. Ова ќе го оставам за резерва. Ќе ја ставам и хоплата, затоа што треба да се создаде еден како густ сос. Всушност и тоа е баш по-нашки кажано, баш манџа. Ете така. И сега, кога ќе зоврие сето ова, ќе ги додадам њоките, патлиџанот, ќе доставам вода, магданос, се што треба и патлиџанот. И коцките за супа ќе ги ставам. Најдобро е да ставите зеленчукова коцка. Сега ќе пробам за сол. Каков вкус има! Ненормално е добро. Ме воодушеви. Супер, нека вари сега. Сега ќе ги ставам њоките. Така подобро едно по едно, да не се спојат, да не се залепат, иако имаат скроп околу нив, токму заради тоа, да не се распаднат и да не се спојат, да не се залепат.
Ги има во маркетите и вакуумирани, тие што се свежи. Можете и такви да земете, но мојата топла препорака е сами да го направите тестото, кога сте слободни. И можете да го ставите во ладилник, наредниот ден исто да го користите. Леле, како вкус има од мајчината душичка од ловоровиот лист. Сега ќе го додадам и томателото или сосот од патличан. Така. И ќе ја додадам и останатата вода, значи литар и пол ќе отиде. Затоа што си ова баш манџа. И ќе го додадам макдоносот. Ете така. Сега пробуваме за сол. Ова е пробата за сол. И оставам откако ќе почне да врие уште може би 10 минути. И манџата ќе биде готова. Не и треба ништо да и додадам. Значи, најважно е убаво да се испржи месото, да биде добро подготвено, затоа што после тоа имаме многу малку варење, значи околу 10 минути. Еве, драги мои, оно штом ќе почне да се вари, за 5 минути тие ќе почнат веќе да пливаат од озгора, што значи манџата е готова, ќе направиме и ќе поставиме трпезата, можеби некоја салата со неа и ќе уживаме во вкусот на оваа манџа од њоки, а ви останете со вкусот на традицијата. Ајде сега, драги мои, да се гоштеваме. Погледнете оваа манџа. Значи, ова е радосна вест, како што кажав, за љубителите на манџата. Ова е за мерак. Ау, леле. Убавин. Како мириса. Прекрасно нешто. Неверојатен вкус. Ајде да пробам сега. Лапни голтни. Како можеше да биде толку многу убава? Дури да ви кажам, 10 плюс и давам оценка. Можете да ја комбинирате со салата, еве зимно време и со жива туршија, со што сакате. Кисели краставички. Значи, совршено е добра. Да ви кажам, кога еднаш ќе направите оваа манџа, нема да можете да и се изнајадете. И ќе ја правите почесто. Мене многу ми се допаѓа. И следниот пат ќе пробам да ги направам њоките сама. Значи да ги направам со компир, брашно и јајце. Драги мои, ве поздравувам до следната емисија Вкусот на традицијата, пошто скоро се вратив од Индија и следев некои добри мисли од Индира Ганди. Таа вели дека ако сакате да го видите светот подобар, тогаш вие станете
промена на светот. Вие бидете ја промената. Многу добро кажано, значи не може да се промени светот околу нас доколку ние не се промениме и не станеме подобрата верзија од себе. Се гледаме во следната емисија Вкусот на традицијата. Довидување. Прекрасно.